Се враќаме во студиото. Ви благодарам што се уште сте на програмата на Канал 5 телевизија и ја следите утринската емисија Здраво Македонија. Трпа последниот збор го имавте вие пред рекламите, па накратко само ќе се надоврзаме пред да, нели, оној дел со игрите каде што ќе влечете ливчиња, ќе погледнеме слики. Најдов еден ваш Facebook статус, велите по правилникот за систематизација на работните места, во јавните обвинителства треба да има 1126 вработени, моментално има 370 вработени. Ова би го споила и со реформите. Секаде е така, за жал. Значи имаме институции каде што имаме превработеност, имаме институции каде што има многу малку вработени, а тие институции што се многу малку вработени се оние најбитни институции за функционирање на државата. Е третата власт, судството и правосудството и обвинителството, да ги спомнавте вие. Значи еве на пример и во обвинителството и во основниот кривичен суд и во основниот граѓански суд немаме нови вработени околу 4 години, бидејќи никој веќе не се пријава на огласи за вработување, веќе неконкурентни се платите во баш во тој делови на јавниот сектор. Имавме во штрајк пред 2 години во обвинителството кој траеше 3 години, за жал не успеавме, не слушна, не ни дадоа повисока плата. И то таму ситуацијата е толку лоша што имаме обвинителства каде што има еден вработен, а нема обвинител, или има во други обвинителства има обвинител, а нема вработени. Вакви се слични случаи во фондот на ПИОМ имавме, каде што во одредени градови, ако не се вработат нови вработени, нема кој да пресметува пензии. Имаме министерства каде што сите си одат во приватен сектор и заменуваат државата, бидејќи нели платите не се никогаш не ни биле како што треба, сега со овие раст на инфлацијата, она што го зборувавме, апсолутно не се конкурентни. Гледаме од друга страна се најавува реформа, имаме министер и премиер кој велат дека ќе се кратат 30-40% од администрацијата, не знам од каде ќе кратат, еве искрено да бидам, колку ќе бркаат од работа, видиме и тоа е намерата. Бидејќи они реално не можат да вработат никого освен партиски кадри, како што беше сега пред локалните избори. Некои нивни партиски кадри да се ги спастрат во администрација или во јавен сектор, во здравство, образование, каде и да можат, меѓутоа секаде и они си гледаат да ги вработат нивните кадри таму каде што има повисоки плати, не онаму каде што треба да се работи има ниски плати. Да, за жал многу има што да се зборува на оваа тема, некако на брзина успеавме да ги одговориме прашањата. Овој дел верче велиме дека ни е поинтересен дел. Да, малку поразличен, да. Поразличен. Имаме прашања кои што ги подготвивме за вас, пред да ги искоментираме и сликите кои што ни ги пративте, трпа бидејќи сте најблиску до мене, може да извлечете едно од овие интересни прашања од секојдневниот живот, госпоѓа Тодоровска, и вие се земете и може понатаму да го подадете садот, да размислите. Ова се прашања, велиме, кои што може да бидат и како предизвик, ваша неостварена желба, може би нешто што сте размислувале во животот. Нешто малку поразлично од она секојдневие кои што ги имате, кои што, да речеме, прашања сте навикнати да ви ги поставуваме. Да. Да ве малку извлечеме од комфорт зоната. Да. Трпа, веќе го отворивте? Моето прашање е постои ли интересно хоби што сте го пробале? Со овој начин на живот и со работни уврски и потоа со имам едно дете, со тоа дете сме во кола и одиме дали на англиски, дали на пијано, дали на спорт и така натаму. Време многу малку останува за хоби. Она што можем да го направаме вежбање, некои тренинзи, што за жал и тоа го откажав во последно време. Иначе тоа ми фали, планирам пак да почнам. Малку здрав живот не е лошо, а искрено тоа и подобрува здравје и кондиција, така да планирам да почнам, ако тоа можам да го наречам хоби, иначе со 2 леви раци сум, така да за некој титкање под нешто да правам такво не ме бива, искрено да кажам. Добро. Ети поменувањето време со детето е еден тоа е најдобра работа, да. Учење, хоби преку него да научите нешто. Бидејќи цело време се возиме, имаме добра музика во кола, од едно место на друго место, се надам дека него му е интересно со мене, само тоа ништо друго. Да. Моето прашање е, ако имате време, која вештина би избрале да ја научите? Ние како жени имаме многу активности, така да и вештини, ама ја себе во моментов сум одбрала да бидам хористка во Фрида. Кај Сузана Турунџиева. Да, а иначе, да, тоа, еве, правам моментално. И секој време има свое нешто, а истовремено исто би сакала и да цртам, ама не сум вешта. А тоа треба многу труд. Па може треба да пробате? Ето, така. Не, тоа со стручни лица, да, сигурно, да. Иначе имам внуци,
чекам правнуци, така да имам повеќе нешта за да можам да... Вештина баба. Па мислам дека сум. Супер. Убаво. Ако имате прилика да живеете во друга држава, која би била таа? А сега на рекламите зборуваме. Не, Трајчо не да Македонија. Ај вака, кој град? Бидејќи ја сакаш Македонија, ќе смениме во кој град би живеел ако можеш? Дали Скопје или некој друг? Не знам, многу ми убаво во Скопје, искрено. Живеам во Радишани, на планина сум, многу помирен живот имаме. Децата растат со типичен малски живот, каде што се на велосипеди, одат пешки на училиште, идат пешки до игралиште, игралиштата се полни, морам да кажам, не е пофалба и за градоначалникот, но и за луѓето кои што не обкружуваат, бидејќи растат во здрава средина. Игралиштето е преполно, деца играат фудбал, се чека редови, буквално како ние што сме растеле во 90-тите, така да не би го сменил, искрено. Сум имал прилики да сме имале понуди да се одселиме со танцот надвор од државата, и во Америка, и во Данска, и во Германија. Не сме сакале намерно, но ако би сакал некаде да поминам подолг временски период, Италија. Добро. Да. Одлично. Во приложение, не знам дали се подготвени фотографиите, би почела со Трпа, бидејќи сте најблиску до мене. Вашата задача беше да испратите фотографии и да ги скоментираме. Кој од личен живот, кој од својата професија, па да слушнеме. Ева Трпа, ќе видиме сега во продолжение дел од сликите. Инаку, Трпа денес ќе дам, од него ги чекаме фотографиите. Јас претежно работни, бидејќи не можев да најдам ништо од телефониве што имам лично. Ова е 1 мај оваа година пред влада со колегите од Сојузна синдиката на Македонија. Секоја година имаме се повеќе и повеќе работници кои излагаат на 1 мај, што е за пофалба. Ние сме ретки синдикати кои секоја оваа традиција не си ја пропуштаат да излезат надвор на улица за да кажат што е како е, да си ги побараме правата, иако нели некој од власта ја сваќа тоа лично. Ова не е донација со нашата синдикална организација на Царинска управа. Дониравме 2 апарати на детска клиника што им беа потребни. Самата иницијатива беше на Царинска управа на синдикалната организација. Сега ги заборев кои беа апаратите, не ме сваќате погрешно. Ми решивме наместо 8 март, наместо сега може господја Савка да ми се најути поклон за жена, да искористиме средствата од синдикалната организација на председателот Тони Апостоловски и заменикот Армен Имбри ми решија да купиме нешто за детска клиника и стварно беа презадоволни. Ова се нашите редовни синдикални школи, ова е синдикална школа. Оваа година имавме во Крушево се одржа, предавач ни беше наша колешка од Ирска, Орла Фол, која е експерт за организација и како да се заштита работничките права. Секоја синдикална школа 32 ги имаме поред, имавме на 100 присутни. Како синдикат, ова ние на почеток на наш проект Јуни се викаше, проектот Еразмус Плюс програмата, сами ги работиме. Мислам дека сме единствен синдикат што работи вакви проекти во државата, се е наменето за млади. Како да ги обучиме младите, да ги не тераме младите да останат во државата, да не заминат во странство, тоа не е првата целна група, и младите и жените. И оваа година добивме проект од поголем износ со 10 партнери од Европа. Ова е завршната конференција на овој проект. Имавме тука 7 партнери од Европа, сега ќе имаме 10, првпат од Литванија, од Романија и така натаму. Ова е конгрес на ЕПСУ, бев на панел дискусија каде што говорев. Едној конгрес бев избран за член на извршниот одбор на ЕПСУ. ЕПСУ е Светска Европска федерација на синдикати од јавен сектор, која издружуваме 8 милиони вработени само во Европа. Над го имаме PSI, кој имаме над 24 милиони вработени во јавен сектор. Ова е протест 2023, ноември месец имавме како УПОС, ова се колешките обвинителства на чело, имавме како УПОС 4000 луѓе излезе на улица да ако можеме да се бориме да не се сменат законите, да не се намалат платите. И успеавме во тоа. Тоа сакав да прашам, успеавте ли? Да, успеавте. Што значи некогаш и штрајкот и протестите можат да вродат со плод. Така е, апсолутно. Да, во приложение ќе ги погледнеме и фотографиите на госпоѓата Савка Тодоровска, да видиме какви фотографии ни испративте вие. Може. Да, ова е од последна, имаме
вмрежување за родово одговорно буџетирање, организации кои што всушност не се женски, но кои што работат и треба да планираат, затоа што секој буџет треба да биде родово одговорен. Ниту на локално, ниту на национално ниво го нема, но треба да го има. И така да ние меѓу себе треба да се договориме, да го направиме. Овие се исто средби со други наши партнери со кои што работиме, затоа што многу е важно. Сето она што го работиме за жените е важно за општеството. Така. И треба сите други останати организации тоа да го знаат, така да пошироко. Нашите активности, ние сме мрежа на повеќе десетици организации на жени од целата држава, урбани и рурални, без разлика на етничка припадност. Имаме во сите средини и работиме за јакнење на нивните капацитети. Пред се и едноставно овдека имаме конференција, ние сме членки на регионални мрежи, во Сараево беше средбата, исто околу насилството, околу мирот и безбедноста, исто сме активни на европско ниво и сме членка како единствена од државата на Светскиот совет на жени. Да, ова се исто средби меѓу членките кои што се од различна припадност и од различни средини, за да можеме да ги сообразиме активностите и да дадеме придонес кон ова се со жените парламентарки, затоа што и со нив сега одиме на имаме 40% во структурите на одлучување, одиме сега на 50%. Но мораме да ги лобираме за да сватат тие суштината, па понатаму тие да делуваат на нивните колеги и потоа во законодавниот дом да биде. Така. Да. Повторно. Ова се исто во предавање? Да, во Битола, во Пробиштип, во Радовиш, во Кабадарци, значи едноставно се работи на сите на темите кои што се актуелни за нас и за општеството. Така, да, женски диалог за почет разбирање и соработка. Да. Прочитав дека е темата. Одлично. Ова се исто средби, кај што се пошироката маса. Ова со жените од безбедноста. Работиме, бидејќи за нас се важни од сите структури. Да. Жените, со кои што пак можеме да придонесеме и понатаму да ги развиеме сите гранки, за да може општеството да стане праведно. Иначе, ако биде исклучена половина од популацијата, нема праведно општество, ниту па има успех. Да. Затоа нашите задачи и нашата работа е на сите полиња. Овова сега работиме на мониторингот на изборите. Затоа што сакаме да видиме од женски агол како ќе биде мониторингот, ќе правиме обуки. Ова е за здравието на жените, бидејќи ние сите имаме и бесплатни прегледи и тоа, но повторно се зголемува бројот и на заболени и на смртност. Тоа значи дека се уште нема доволно развиено свест и од тука одиме кон тие активности по сите градови, урбани и рурални средини, за да можеме на плоштадите ги поставуваме тие и разговараме. А потоа гинеколог работи пак само со нив. Така, одлично. Во продолжение ќе ги видиме и на Трајча фотографиите кои што ни ги испрати, малку да збориме за музиката и танцот. Танцот, така е. Така е, ова е фрагмент од промотивното видео кое што го снимивме за потребите на Европското првенство со нашата балерина Стефанија Гаштарска, која што е првата која што има настапено на големата сцена на Болшој театарот. Така. Да, видиме што убаво, ќе успешно. Да, за Стефанија. мислам порепрезентативен дел од тој центар нема реално и за балетот, е уште една слика, како што споменав преска во разговорот, фолклорот мора да е поврзан со елеганцијата. Ова е Анастасија и незиниот колега кој што учествува исто, беа дел од промотивното видео. Така. Александар Јовевски е на фотографијата, тој е автор на музиката која што ја употребивме за видеото, еден виртуоз на народни инструменти, неколку фотографии, преубав дел од Скопје и нормално чаршијата која што е неизоставен дел од македонската култура и традиција, ова е официјалниот постер и различни фотографии пратени.
Да видиме сега што има следно. Така, добро, од фотографиите, дали ќе има некои изненадување? Не кажавме кога ќе се случи Европскиот настан во 2026-та, можеби најспектакуларен дел за публиката што ќе биде? Не би откривал ништо моментално. Во подготовки сме, бидејќи ваков проект, како што кажав, бара една многу посериозна подготовка. Распоредот на надпреварувањето буквално е во минути или во секунди, како сакате. Нема простор за импровизација. Условно кажано го пегла супервизор од странство и мора да се знае точно дури танчерите каде се сместени, каде се пресоблекуваат, каде јадат, каде пијат, што јадат, што пијат и така натаму. Така го организирате тој дел. Мора да биде тоа се покриено, бидејќи сепак се работи за 3000 надпреварувачи, од кои што најголемиот дел се деца под 18 години, на сите мора да им се возможни врвни услови за да може да ги дадат максималните перформанси, бидејќи сепак тие доаѓаат кај нас и ние мора да се представиме во најдобро светло. Како што кажав, за вакви работи нема импровизација, или се организира на светско ниво или не се организира воопшто. Така, ќе имаме ли капацитети да ги сместиме сите овие 3000 кои што без проблем. Значи ние лани во Скопје, затоа што за едно светско првенство поврзано кое што беше се сместува и во Куманово имаше, па дел во Скопје. Мислам дека, не мислам, тоа сигурен сум дека Скопје може да ги прими сите, заради тоа што ние минатата година имавме 1024 на светското во хип-хоп и негде околу 20.000 гости, кога успеавме сите да ги угостиме. Мислам дека за европското првенство во балет нема да има никаков проблем. Скопје има многу капацитети од хотели, од приватно сместување, дали Airbnb, дали Booking, голем број на станови се издаваат, така што мислам дека без никаков проблем тој дел не е многу поедноставен. Она што е побитното е што ние ќе им понудиме во рамките на настанот на надпреварувачите, останатиот дел многу лесно. Планирано ли е некако некој екскурзија да запознат на некој начин со нешто или тоа ќе биде така некои знаменитости низ Скопјето, можеби некој музеј за да видите како нели нашата традиција, како сме се развивале во однос на некоја нашата култура, сега кога храната во рестораните ќе имаат можност да ја вкусат и да видат нешто поразлично, но кога станува збори за она друга знаменитост како музеј или нешто, некој спомени да се погледне. Па Скопје им е позната дестинација веќе на странските надпреварувачи. Намерно и го бираме септември како месец, бидејќи е супер и е топол. Може да прошета дали на водно, дали да отидат на кањонот Матка, дали низ чаршија, дали низ центарот. Сепак 3000 надпреварувачи многу тешко да ги организираш групно да патуваат. Тие се дел од репрезентации, доаѓаат во различни надпреварувачки денови, си одат во различни надпреварувачки денови, но оно што ние можеме да им го понудиме да добијат една целокупна понуда за тоа каде ние мислиме дека треба да посетат. Голем број на туристички организации имаат комуницирано, бидејќи имале супер одзив од страна на овие странски репрезентации, што особено не радува. Еве, Матка морам да го издвоам како најатрактивно за странците, бидејќи ги фасцинира, блиску е, имаат можност да се прошетаат на езерото и да уживаат во природен надвор од Бучавата, така што ете таа е да погледнат најдлабоката пештера која што не одат на кај пештерата, ама сака да се повозат со чамците, така што Матка им е една од така најубавите дестинации. Јас се надам дека автопатот конечно ќе го завршат и ќе имаме можност Охрид да им го презентираме, бидејќи инаку ќе треба да го нудиме како сафари до Охрид моментално, така што ќе го прескокнеме. Добро, убава е замислата. До 2026 имате време или сите подготовки да ги направите. Во однос на купувањето на билети, посетителите, колку капацитет исто ќе биде тоа после нова година, точно ќе излеземе со детали, сепак е нели септември месец следната година, така што чекаме да добиеме, сега ме повлече за збор, значи чекаме да добиеме поддршка од институциите. Цело време се разговара за поддршка од државата, поддршка на институциите се исто тие кои што треба да ги помогнат ваков тип на настан, бидејќи сепак ние не го промовираме само настанот, туку ја промовираме и
Македонија. Државата И сега го промовираме и градот и останатите институции кои што се засегнати и тоа како треба да го поддржат овој настан, па ако го поддржат и финансиски добро, може ќе бидат и бесплатни билетите, за да не бидат ваков тип на настани само финансирање. Заслужуваат ваков тип на настани да бидат на приоритетно ниво, бидејќи може би од отворен карактер, зашто повеќе да дојдат луѓе да погледнат, тоа да има една малку поинаква димензија. Знаете како многу малце настани во државата носат 10.000 странци. Тоа треба да се гледа позитивно, бидејќи сепак е за туристичкиот сектор, за економскиот сектор сериозен буст заради тоа што тоа преживуваат и тоа го работат, така што и треба да секој од нив ќе дојде па и ќе купи нешто, дали е тоа сувенир, дали нешто дополнително, меѓутоа така и треба да се размисла впрочем најголемите земји кои што главна државите кои што најповеќе зависат од туризмот, така размислуваат и така функционира тоа. Тоа што се вели се е измислено, само треба да се искобири да се примени. Јас сум позитивен во однос на оваа тема, се надевам дека институциите ќе имаат слух и дека ќе не поддржат. Дека ќе го поддржат, да. Останува да се надеваме на најдоброто. Така, господа Тодоровска, бидејќи сме веќе при крајот, Вирче, мораме сега бидејќи е изборен процес, оваа година сме не целосно, но сме задоволни со 33 кандидатки за градоначалнички, независни, партиски и значи тоа, но колку ќе бидат избрани ќе видиме, затоа имаме значи процес на мониторинг кај што ќе гледаме од женски агол, колку ќе биде па излезноста на жените, затоа што е многу и важен и тој процес. Да видиме и во кои сати тоа ние сега дали го остваруваат своето право. Да, прво значи дали го остваруваат и во кое време излезноста на жените. Токму повторно заради стереотипите и улогата нивна дома, затоа тоа ќе го следиме за да можеме да го промениме во позитивна насока, во интерес на општеството. Па ќе видиме, тоа можеме да разговараме. Или рано се бајле пред да започне со врските или откако ќе ги избрани, затоа што тоа многу ни е исто важно, заради праведноста, заради можноста. Им се, значи, охрабрените жени кои што прифатија, бидејќи условите не им дозволуваат оваа стереотипот, ама сега имаме зголемен број, па се надеваме и на подобар резултат. Се надеваме дека ќе направат нешто повеќе и за прифатилишта да има за жените жртви на семејно насилство. Тука сме малце шкрти, подобри услови, подобар. Тоа едноставно го очекуваме од локалните. Вирче, тука некаде сме веќе при крајот, барам со нашите гости во овој дел од емисијата, ќе ви се заблагодариме што бевте наши гости и се гледаме секако во наредна прилика.